Здраво, драги гледачи! Денеска е прекрасен ден во градот Скопје. Ви мафтаме токму од центарот на градот Скопје. Се наоѓаме каде на плоштадот кој што се вика плоштад Македонија, така ли е? Денеска дојавме во посета на една многу интересна продавница. Всушност денеска ќе направиме емисија со нашиот спонзор, а тоа е кој? Окаиди! Не слушам кој? Окаиди! Леле, ама силно викаме, драги гледачи. Денеска ќе бидеме гости во Окаиди. Ветуваме емисија каква што сте немале можност и ниту шанса да видите до сега. Ова емисија нема да биде интересна само за вас, драги деца, напротив, ќе биде интересна и за вашите мајки и татковци кои треба да знаат како ние дечињата треба убаво да се облекуваме. Одиме сега внатре? Да! Одиме 3-4. Је! Влегуваме во Окаиди. Драги гледачи, добре дојдовте во Окаиди. Денеска, како и секогаш, наш домаќин овдека е Адријана. Адријана, добре ни дојде во Супер звезда, како си? Или како што ние се викаме, Ади. Ади, како си? Супер, фантастично. Кој сум со деца секогаш сум окей. Една година не сме биле овдека, така да по една година решивме повторно да ја посетиме, да видиме што има ново во Окаиди, што има ново во О Бејби и да откриеме уште еден нов спонзор, но тоа ќе го видите понатаму во нашата емисија, драги гледачи. А сега ќе се задржиме на овие два бренда. Значи, што има ново во Окаиди и што има ново во О Бејби? Новото во Окаиди и О Бејби во однос на колекцијата есен зима 2008 е пораките кои што Окаиди како бренд на светско ниво сака да ги испрати до сите оние кои што се грижат за децата, за детскиот свет, а истовремено почитувајќи ги неговите права, значи правата на детето, средината во која што живеат, растат и во еден момент кој ќе им ги спонтано предадеме сите тие моменти на нив, да они после тоа имат добра едукација, да и они се чуваат, значи ја чуваат средината, посветат внимание на она средина во која што ќе ги растат нивните деца. Значи еден еволутивен момент. Супер, Окаиди, кажавме дека има два бутика, односно два дуќани. Едниот се наоѓаше каде? Значи вие моментално се наоѓате во првата продавница на брендот Окаиди отворен во овој регион. Значи зборам регионот на бившите југословенски простори. Значи првата продавница на Окаиди е отворена во Македонија во Скопје на 13 декември 2003 година. И ова е таа продавница, значи На плоштад Македонија, кој што се наоѓаме сега. Македонија. Тоа дека почна цела приказна. Значи тука почна да се развива понатаму приказната за Окаиди и за О Бејби. А инаку втората продавница се наоѓа каде? Втората продавница се наоѓа во трговскиот центар Рамстор Мол. Тоа е таа продавница каде што лани ја снимивте емисијата и каде што лани бевте наши гости. Значи таа е втората продавница отворена во јули 2005 година. Така, колку во еден аплауз за Окаиди и за О Бејби, кои што секогаш вака топло и срдечно не примаат. Сакам јас сега да ги прашам малку дечињата. Дали дечиња некој од вас до сега бил во Окаиди? Ајде видам да крене рака тој кој што бил во Окаиди. Кој бил друг? Бодан, ти Злато? Ја, да. А Барбара била и ти Злато? Да. Дали некој купил некогаш некоја гардероба од овдека? Дали носел некој од вас нешто од Окаиди? Да. Кој носел нешто? Марија, повели Злато, ти што? Јас носела джемпер. Ти си носела джемперче, убава работа. А ти Злато, што имаш носено од овдека? Се. Се имаш носено, колку убаво. А вие да ве прашам, сестричките? Се има. Вие имате да сте носено. Имате ли вие се овдека на вистина за дете? Се. Значи нема нешто што фали. Се буквално имаме. Имаме играчки, имаме буквално кондури, обувки, значи имаме асесорајзи, значи додатоци. Имаме све што сакате, само вие кажете што сакате. Ја морам да знам што сакате. Кајде, како што кажа Ади, Окаиди овде ради нас. Ме интересира, Окаиди значи веќе постои 5 години на македонскиот пазар, така? Да, оваа година во декември славиме 5-годишница, значи на брендот на овој пазар. Значи на пазарот зборам во Македонија, Србија, Албанија, Косово и имаме намери значи да брендот го пласираме и на оние простори каде што во моментот не е поставен брендот. И тоа останува така како еден еволутивен процес на нашата компанија која што го застапува брендот Окаиди овдека. Сакам Мади да ве прашам една работа. За овие 5 години вие дали си ги запознавте своите муштери со оглед на тоа дека тие добро ве запознаа вас? Стете ли заедно? Па вака јас, значи Окаиди сум буквално од 2003 година, лично јас, меѓутоа мислам дека добро би требало да ги прашате и вработените што се овдека, затоа што они го имаат тој директен контакт со муштериите, а муштериите значи нас ни се децата, а после родителите. Да, ги запознавме и она што е основна филозофија на брендот е да воспоставиме со секој влезна муштерија овдека, со влезот на секој дете да поставиме една атмосфера која што ќе биде нешто повише од
само финансиски успех за нашиот бренд и нашата компанија. Значи, сакаме да продадеме на приказна. Не ќе да бидеме само дел од финансиски успех. Значи, сакаме тоа да биде поврзано со хуманитарниот момент на било што да се работи. Лансирање не на приказна која што ќе биде дел од еволутивниот развој на било кое дете. Значи, затоа што нашиот бренд е од 0 месеци до 14 години ќе представува дел од нивниот живот. Нешто што ќе ги поврза и секогаш ќе ги врати во нивните спомени и би ни било драго да имаме шанса да успееме во тоа. До сега, како да кажам, пораснавме многу деца. Тие деца веќе се по некои поголеми своји години, меѓутоа еве повторно имаме други деца. Драго ни е што тие деца се дел од нашата приказна и драго ни е што уште сме овдека заедно со нив. Тоа за нас е многу голем успех. Така. Ајде сега одиме да направиме една кратка пауза, па се гледаме, значи веднаш после кратката пауза со нова рунда прашања. Договорено? Има проблем, обавезно. Одиме со пауза. За оние што подоцна се вклучија, специјални гости денеска во Окаиди се супер звездичките. Како сте, дечки, расположени? Супер! Дали топло и срдечно сте примени денеска овде? Да! Како и секогаш. Сите ли гости вака топло и срдечно ги примате овде? Да, значи основната база на работа на Окаиди како бренд е да создадеме свет подобар за децата што растат. Паралелно со тоа, значи како што кажав и претходно, основна филозофија е да им овозможиме пријатна атмосфера. Пријатната атмосфера значи поаѓаме од самиот момент на влегување, од се она што е поврзано со чувството да се чувстваш во некоја средина. Значи тоа е тоа што ни е цел. Посебно, значи таргетираме, односно цилеме кон децата и кон она што они го преферират и она што го сакат. Ади, имаме многу прашања за вас. Дечки, кој има прашање сега да видам? Да. Ајде, кој ќе го постави првото прашање? Ајде, Бодан, злато ти. Здраво, јас сум Бодан и сакам да прашам колку години постои фирмата Окаиди? Во Македонија Окаиди од 2003. Меѓутоа Окаиди како бренд постои од 2000 година. Значи, он е француски бренд за деца. Први не основан, значи, се родило како бренд, како дете секој што се раѓа во Франција, во Лил, тоа е северна Франција, и после тоа пораснало до 2003. Значи, се отворила првата продавница со интернационален карактер во Велика Британија, а 2003 успеавме да донесеме овдека во Македонија. Следно прашање ќе постави кој? Повели, Злато. Здраво, јас сум Сидорија Петровска и сакам да прашам колку продавници Окаиди има? О, колку прекрасно. Стварно, Окаиди колку продавници има, еве сега да прашам? Окаиди има, значи, во Македонија 2 продавници, меѓутоа во овој регион, значи, ние имаме мастер франчајза за брендот во овој регион, значи имаме 8 продавници. Меѓутоа Окаиди има 1000 продавници. Како бре 1000? Да, 1000. Тоа е многу. 1000 продавници има, значи во цел свет. Имате продавници во Македонија, во Белград, во Албанија, имате во Африка, во Америка, во Австралија, во Кина, во Малезија. Каде уште? Така некоја најдалеку земја од овдека сега. Зеланд. Нов Зеланд. Да. Знаете, дечки, кај е тоа? Австралија и уште потака. Како праша Бодан? У Јамајка дали има? Има ли во Јамајка? Уште немаме, ама ќе отвориме. На пат да се отвори на Окаиди во Јамајка, па кога ќе одиме во Јамајка ќе може и таму да се подновиме. Да. Ме интересира да поставам едно прашање. Што се правите овдека, значи што се работите за да се добие оваа слика човек која ќе влезе, значи да го види дуќанот среден и уреден вака како што е. Колку труд и работа треба за ова да се постигне? За се постигне ова, значи стварно треба доста голем труд. Меѓутоа, бидете сигурни дека после сето тоа што го гледате во моментот кога ќе влезете во продавницата, имате еден огромен тим, прво од нашата компанија, а и второ од самиот бренд од матичната куќа. Че сето тоа што го гледате, сето тоа си има своја причина зашто и како и поради што е поставен на местото на кое што е поставен. Значи, поаѓаме од самиот момент на создавање на идејата, па до моментот на презентација на идејата во продавница и до моментот на сервисот и услугата што сакаме да дадеме во моментот кога некој ќе се најде во нашата продавница. Че тоа е цела приказна која што поаѓа од идејата на млади креатори во тимот на Окаиди, кои што секогаш се во контакт со локално со сите земји кои што се презентери на брендот, па до моментот кога веќе производот излегува надвор од продавницата како дел од модниот стил на деца на возраст од 0 месеци до 14 години. Честито тоа стои огромен тим, сите во служба и со цел да се постигне тоа што го гледате во секоја продавница на Окаиди.
Тоа што е интересантно, затоа што претходно ме прашавте колку продавници има Окаиди во светот, тоа се 1000 продавници. Интересантно е тоа што го гледате тука, значи моментално во продавниците во Македонија, значи децата од Македонија што го гледат и го чувствуваат и го учат од нас, сето тоа го гледате во било која земја во светот. Значи Исто тоа. идентична е сликата. Значи ако моментално имаме оваа слика овдека, значи таа имаме и во Нов Зеланд, и во Америка, имате и во Германија, и во Франција. И ќе има и во Јамајка кој ќе се отвори бутикот што го кажавме пред малце таму. Како се раѓа идејата и како почнува да се креира еден модел? Идејата се раѓа првин со оние средби што ги имаме со тимовите кои што се задолжени за креација, значи млади дизајнери кои што Окаиди како бренд постојано имаат отворен контакт со нив, односно на сето тоа што е потребно за да се створи една идеја, значи зборам боја, модел, следење на светските модни трендови, обидот да се адаптират они на потребите и на детскиот спирит, значи детскиот дух. Откако ќе се направи тој контакт, доаѓа до креативен нивен момент. Прво е на хартија. Да, сето тоа иде на хартија, доаѓа до креативен нивен момент и најнормално се овозможа продукција во оние земји во кои што се дел од продукцијата на Окаиди како бренд. Откако ќе се направи сето тоа, се прави презентација, значи пред нас, значи ние веќе ги имаме идеите што се за наредните пролет лето 2009 година. И осам тоа, најнормално, постои огромен ланец каде што се транспортира, се пакува во кутии, посебно за секоја продавница, и сето тоа посам тоа доаѓа до продавниците на кои што се наменети парчињата. Онда прекрасниот тим кој што ги имате во секоја продавница, која што е едуциран со тренинг и со сите потребни познавања, ги имплементира тие парчиња кои што се испратени од Франција на начин на кој што се бара од самиот бренд, за да се овозможи таа идентична слика, да имате тука, да имате во Америка, во Австралија, во Кина, во Јужна Африка. Дечки, да ве прашам, значи вас, дали Окаиди ви се допаѓа како бренд? Да! Зошто ви се допаѓа? Каков е Окаиди? Модерен, интересен, шарен, каков бренд е? Модерен. Модерен, ти што мислиш, Лука? Модерен. Модерен, а мислите дека има убави бои, да, убави бои имаат? Убав. Имаат убави блузички за момчиња? Шарен. Шарено, да, а имаат убави работи за девојчиња? Да. Значи, овдека сите сакаме ние да се облекуваме, така ли? А може да се облекуваме ние постарите или има лимит некој? Да, откога ќе бидеме на некоја строга диета и IT, мисла. Така, да? Не, ова е Колку години? Ова е по 14 години, значи 14 годишна возраст на деца, меѓутоа во склопот на Окаиди има уште еден бренд кој е Окаиди Junior. Моментално уште го немаме на нашиот пазар, меѓутоа имаме тенденција да ги донесеме сите оние новитети кои што се во склопот на Окаиди. Како што кажав, за 2008 новитет е да ги научиме да ја почитуваат средината во која што живеат, ние возрастните да ги почитуваме нивните права и паралелно да имаат едукација за правата кои што се дел од нивниот живот, чи некои вредности кои што на некој начин во оваа брза трка во животот се забораваат. Така, Да. ти благодарам. Ади, ете како што чувме, значи, Окаиди не е само бренд кој што се труди децата убаво да изгледаат, туку и помага во развивање на нивната свест, што е многу битна работа. Аплауз еден за Окаиди, може сега така, еден голем громогласен аплауз за нашите пријатели од Окаиди. Ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме повторно во програма. Децата најчесто се многу љубопитни, така да и ние изразивме нашата љубопитност во овој момент и тетка Ади не покани тука да дојдеме, значи го видиме она што најмногу ни интересира, тоа е касата, така ли? И други деца ги интересира касата кај вас? Па да. Поглавном има ситуации кога бара да бидат од оваа страна. И сака да гледаат, значи дека се куца они да се тука и да помагаат и да Само им работат. е тоа што има два компјутера. Така што се случува се со двата компјутера, тоа е цела работа. Така. Имаат ли функција двата? Да, има два. Едниот за украс, едниот за работа? Не, едниот е по законските прописи наши, значи фискалниот компјутер, заради тоа што имаме должност, значи за секој купено парче, значи секој артикал кој што е купен, мораме да дадеме фискална сметка ради правата на самите купувачи. А вториот? А вториот е она што прави поврзаност меѓу оваа продавница и брендот во Франција во Окаиди. Значи, во секој момент они имаат конекција со нашава продавница. Знаат што има, колку има. Знаат колку имаме, што сме продале, на кое дете што сме продале, кој имал петка, кој имал двојка, кој има дечко, кој нема дечко, женска и све. Значи све не знаат сега во Франција. Знаат ли, например, колку чорапи имаме тука? Знаат, да.
А знаат ли колку фустанчиња за девојчиња има? Знаат и шнолички колку има и патики. И знаат децава како се викаат. И така. Така, сега може и не гледаат се, ако не гледаат да им мафнеме. Ете така. Ај сега еве се договоривме, значи малце да играме продавачки и еве да кажеме, значи освен компјутерите, видовме и една ваква направа овдека, еве јас ќе ја земам да ја покажам гледачите да ја видат. Зашто станува поточно збор, значи Адријана, што е ова? Ски ја викнам Весна, бидејќи она е задолжена за овој дел овдека и она ги знае најдобро овие работи. Значи Дада Весна? Дада Весна беше дел и од тимот минатата година кога снимавме. Она е тука од 2003 и она ќе ви даде баш онака комплетно објаснување како што сака. Ајде да повикаме Дада Весна. Аплауз за Дада Весна. Аплауз силен и громогласен. Здраво Весна, како си, добро ден? Фала, добро. Весна, тешко ли е да се биде дел од тимот на ОК? Не е тешко воопшто. Колку време работиш овде? Па јас сум веќе цели 4 години тука. И ги сакаш ли деца? Како не, највише. Едноставно многу пати јас имам дојден овде и секогаш те гледам ведар и расположена, секогаш насмејана. Да, секако. Така, баш ми е драго што има вакви луѓе овдека во ОК. Кажав нека ќе ги откриеме овие работи кои што се овде и денеска малце ќе си играме касиери и касиерки. Значи што се треба да има на една каса? Јас ја прашав, значи Адријана да ми каже што точно е ова, каква справа е ова. Значи сите деца кога доаѓаат тука и кога ќе пристапат до касата со своите родители, значи за наплата или онака чисто од радозност, значи влегуваат тука, барем до тој дел тука, им се интересни сите оние копчиња, дугменциња, компјутерите нормално. Сакаат да стискаат? Обавезно, да. Значи сите знаете дека значи секое блузиче, панталончиња има вакво нешто каде што пишува цена и ред други работи. Тоа е декларација, која што горе во горниот дел има баркод. Значи овие ситни црни линиички се баркод, односно шифрата на секој производ. Да, ева шифрата, да. Значи ова е тоа шифра. Да, да. Значи по ова баркодче можеме да знаеме ние точно за што се работи, значи за што станува збор. Овој дел тука, значи кога ќе го доближиме до баркодот, откриваме, направи клик. Да, свирна. И сега од оваа страна на компјутерот ќе видите дека ни е даден оваа блузичка. Се појави и цена, се појави што е, значи, и како се вика, моделот и која големина, све има, значи. Цената исто така. Значи овде, рековме овој компјутер е поврзан со Франција, значи со седиштето на ОК и може точно во секој момент, значи тие таму да видат што ние сме продале и колку парчиња да речеме од зичката или од било што тука имаме во моментот ние во продавницата. Дали сите посебни овдека облеки што се имаат секоја посебен баркод? Секоја. Не е еден баркод за сите? Значи секој артикал е со различен баркод. И овој компјутер ги чита сите? Сите, апсолутно. А овака од друга продавница донесеме нешто ќе го прочити тоа? Да може, нема да може. Ги чита само оние кои што се од нашата Ние продавница. ги имаме, да. Ако купиме во самопослуга нешто сега донесеме бомбони овде на пример, не може да ги прочити. Не, нема да може. Колку интересно. Така да значи истото ова го правиме на двата компјутера, и на едниот и на другиот. Да, значи на овој компјутер го правиме тоа за да издадеме фискална сметка, за да направиме наплата, а овде на овој компјутер го правиме тоа за да французите, значи во Франција се види што ние продаваме, за да наредниот пат значи може да ни пратат од тоа што сме го продале ние. Значи она што се троши, нема потреба да стои овдека или во магазин, како се троши, така нова доаѓа. И они праќаат после ново? Да, да. Одма пушта. За колку дена доаѓа новото? Може би за една недела. Значи ако се потроши блузичката, оној кој што ја нема и е несреќен во тој момент, а сака да има, ќе чека 7 дена. Да, ние му кажуваме дека ќе добиеме, значи и доаѓа Доаѓа новата обавезно. блузичка. Супер. Дечки, интересно ли е овдека сега вас на каса? Да. Например, кој сака да биде касиер, кој ќе порасне, видам сега крене рака овдека, да видам, имаме расположени, браво, сакам да бидам и јас. Значи, оваа вашава работа, каква работа е да се земаат пари? генерално значи крајот на продажбата е тоа, земањето на пари, пакувањето и испраќањето на дечињата со надеж и со поздрав нели дека ќе дојдат повторно. Сега, кога се земаат пари, тоа е одговорна работа. Некој се случува ли да фали нешто? Па може би нешто ситно, меѓутоа кога се работи со пари, можна е така работа, меѓутоа многу ретко. Ние имаме 2 компјутери, можностите дека ќе се сгреши се многу мали. Така, ме интересира. Значи, доколку некој сака и сега, еве, сме отишли некому на подарок да му купиме блузичка, која што му е мала или голема, дали е можно таа да се донесе да се замени? Да, нормално. Значи, OKD е бренд кој што без проблем значи прави замена. Се прави замена за, значи, не поставаме услов да се замени за бројче од истиот модел, може значи се направи замена за било што друго. А се доплаќа замената? Доколку има разлика во цената, се доплаќа. А доколку иста цена? Доколку иста цена. Браво, вака продавница нема никаде, браво. Весна, супер. Па, ајде сега малце да се поиграме овдека на касата, да видиме како тоа изгледа.
Ево и нашите гледачи да уживаат малце во овој момент на играње на касиери. Во оваа емисија Супер Зедите се специјални гости во Окаиди, местото кое што децата вистински го сакаат и го обожаваат, местото кое што прави сите да изгледаме од убави по убави. Кажи ми сега, Андријана, какви све активности имате ви овдека во Окаиди? Во склопот на самиот бренд со 2008 година, есен зима, Окаиди реши да постане дел од едно движење, значи дел од едни активности кои што на светско ниво ги земаат големи светски организации во однос на детските права. Значи конвенции, декларации каде што се заштитуваат детските права. Паралелно со тоа, значи Окаиди смета дека неговото место е дел од тие активности. Тоа се две насоки, односно од една страна сметаме дека децата треба да бидат известувани на оној начин на кој што они може да го перцепират и да го осознаат тоа за нивните права, а од друга страна и луѓето, значи возрастните луѓе треба да имаат комплетна одговорност во сите активности од нивниот живот во однос на детските права. Затоа на светско ниво постои еден ден, тоа е 20 ноември 2008 година. Значи 20 ноември 2008 година, што се случува на тој ден, Адријана? Тоа е универзален ден на децата, каде што Окаиди на свој начин, преку психологијата на децата, од една страна значи да самите деца бидат запознаени со нивните права, од друга страна и сите луѓе кои што се дел од нивниот живот, значи од родителите, баби, дедовци, на било кој директен или индиректен начин се поврзани со детскиот живот, значи постанат одговорни и понесат одговорност за нивните права и почитување на нивните права. Окаиди Македонија активно се вклучува во истите активности? Македонија активно се вклучува со тоа што на тој ден ќе ги подели овие бесплатни постери на сите деца кои што ќе го поседат Окаиди, со тоа што ќе им се објасни што значи тоа и каде се они во сето тоа. Така, каде може да се најдат? Паралелно со тоа, овие сите ребуси или символи се дели и од дизајните на парчињата на Окаиди, со тоа што се пропагираат одредени, како да кажам, филозофски размислувања, можда на некој начин нешто повисоко за самото детско размислување, меѓутоа сето тоа е адаптирано на детскиот свет. Значи да се почитува планетата, да се гради мир, да се отвориме кон светот, да живееме со фантазија, да бидеме оптимисти, да најдеме баланс во нашите идеи. Сето тоа се делови од одредени конвенции и декларации за детските права. Прекрасно, ваква работа, јас не сум видел некој друг во Македонија да прави и да учествува активно значи во вакви кампањи на светско ниво. Браво за Окаиди што е ваков бренд и што едноставно придонесува за развивање на детската свест. Голем аплауз за брендот Окаиди. Голем и за вас.
Фала. Значи тоа е што се однесува до активностите кои Окаиди ги спроведува на светско ниво. Инаку во една прилика кога ние разговаравме, напомена дека Окаиди стои изричито против употребата на детска сила во било кој основ и во било кој производен процес. Точно ли е тоа? Да, точно е. Окаиди застанува како бренд против искористување на детската работна сила. Посебно во продукциони процеси, дали се работи за било кој дел од такви активности. Значи тоа се однесува на акциите кои Окаиди ги прави на светско ниво. Инаку во последните маркетинг кампањи имате некои интересни и чудни знакчиња. Може ли да ни кажеш што значат тие? Како дел од есенско-зимската колекција 2008, Окаиди стартува со маркетинг кампања, односно кампања каде што се обидуваме кај децата со нивниот развој, значи да ја развиеме еколошката свест. Значи тоа се оние ребуси, знаци, каде што се поттикна одредено еколошко размислување кај децата, затоа што сметаме дека таа возраст е онаа возраст каде што детето најсвежо и на најубав начин може да ги прифати и да ги свати вредностите на почитување на средината во која што живеат. А паралелно со тоа, значи кога ќе порасне, ќе може да сето тоа го применува во нивниот живот. Значи тоа се почитување на водата, почитување на сонцето, почитување на правилото да не се загадува средината во која што живееме, користење на точак, а не користење на автомобили. Сето тоа значи се обидува Окаиди да ја развие свеста кон почитување на средината во која што живеат, но исто време да си го почитуваат и нивниот живот. На тој начин ќе возможиме да едуцираме, да пораснеме деца кои што после тоа кои ќе го преземат светот во кој што ќе живеат, значи да знаат да ги имплементираат сите тие работи во нивните секојдневни активности. Така, благодарам, дечки, дали некој уште има некој прашање овде кај видиме или дојавме до крај? Лука има прашање. Лука, повели овде. Кај си се сокрил бе ти, Лука? Добар ли си? Да, Како ти се свиѓа овде во Окаиди? убаво. Супер, а? Да. Ајде да видиме твоето прашање кој е, Лука? Јас сум Лука Крстев и сакам да ја прашам тетка Ади за продавниците во Македонија. Дали значи Окаиди има продавници само во Скопје или има ширум Македонија? Имаме само широм Македонија немаме, имаме во Скопје моментално, меѓутоа Лука имаме и во други места освен во Скопје. Значи имаме продавници исто така и во Белград. Тоа се две продавници, имаме една продавница во Ниш која што ја отворивме сега многу брзо. Имаме продавници исто така и во Тирана 2, имаме една продавница во Приштина. За сега значи имаме 8 продавници со тенденција да секако тој бренд го донесеме таму каде што децата ќе го побарат и каде што ќе биде дел од детскиот живот. Благодарам. Следно прашање кој има? Здраво, јас сум Барбара Поповиќ и сакам да прашам од каде се произведуваат работите од Окаиди. Супер. Кај се произведуваат значи сите овие облеки кои што ги гледаме овдека? Облеките се произведуваат во Франција, како и во други земји, во Европска унија и во останатите земји од светот. Сега каде што истовремено го имаме и брендот, можеме да го имаме и производството. Така, но дизајните дефинитивно сите доаѓаат од Дизајнот е француски, односно дел од млади креатори во Франција, како што имавме и предна сезона исто така надпревар во рамките на Окаиди, во едно од модните училишта во Франција. Имаше надпревар во кој што една прекрасна млада дама победи, имаше посебна колекција, односно посебна линија во склопот на Окаиди нејзина, која што беше пласирана во сите продавници во светот. Така што Окаиди е секогаш отворен кон тие млади идеи, кои што потекнуваат од млади креатори, без разлика дали се од Франција или од цел свет. Пред 3 години, кога прв пат ја снимавме емисијата овдека, се постави тоа прашање, но за сите оние гледачи кои што не го запомниле или не го знаат од ден денес, ево уште еднаш сакам да го поставам. Значи, што значи Окаиди? Окаиди е спој од 3 работи. Значи, спој од првин ОК, зборот кој што е идентификација на нешто што е добро и потврдено, идеја и идентитет. Едно време доста долго беше познат брендот Окаиди као Окаиди Good Idea и ден денеска тоа екзистира, меѓутоа поради еволуционите процеси, значи и поради развој на самиот бренд, значи тоа се еволуира во Окаиди World Idea. Значи тоа е потврда на секоја идеја која што има и свој идентитет и која што е дел од детскиот свет и почитување на детскиот свет. Окаиди е еден генетски акт на поврзување на два момента, значи финансискиот момент и хуманиот момент. Сето тоа е една приказна, значи ние не сме чисто тука колку само да направиме нешто. Така, или да се продаде. Значи, треба да има и многу повеќе гледачи, се наоѓаме во местото кое што има специфична приказна. Окаиди е еден од оние брендови во Македонија кој возможува скупување овде да помогнеме дури на некоја друга страна на светот, токму во оние моменти кога истото ќе му биде потребно нему.
Ќе направиме сега кратка пауза, потоа одиме да се одјавиме, да се поздравиме, така? Поклоните да ги дадеме. И подароци имаме за деца? Па имаме, како немаме. Браво, с кој сака подароци да имаме? Леле, има ли за мене нешто, да? И за тебе има. Малку ќе За трае на твојата диета. мала керкичка има. Така, фала ви да сте живи, Мала да. керкичка, меѓутоа имаме подароци, значи за сите деца. Фала ти многу, еди, да, одиме сега да направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме со одјава овдека од ОКАИ. А сега Дади има нешто да ве праша, дечки. Добивме ли сите поклони? Убави ли поклони добивте? Браво, браво, браво. Овие у Франција ќе речат дека сте стварно гласни, мирни Добри. и добри деца, така? И такви сме, такви ли сме? Еден аплауз за Окаиди што ни даде подароци на сите нас, еден громогласен аплауз. Какви подароци добив? Имаме супер звезда CD, имаме блузички внатре, имаме постери за вашиот ден, значи 20 ноември, имаме балончиња, имате чоколади. Имаме сето тоа што... Нема што нема. Имате распоред за во школа, И тоа ли има? све имате. Сите ли деца добиваат подароци кога купуваат кај нас? Да, ми сакале секојаш да ја споделиме радоста со вас и секојаш да имаме нешто екстра кога сте овдека. Ја би сакала само на едно нешто да ве замолам сите вас, да ги поздравиме децата од Франција. Што ќе видат оваа снимка? Да, ќе видат оваа снимка. Па бакнеш и да им пратиме, Ајде. знаеш? Чао!
Па да им пратиме многу бакнежи и да им кажеме да ни бидат живи и здрави, да ни дојдат на гости некош овде во Скопје. И сега да ви изненадам, има и за Дарко поклон. Знаете ли дека Дарко има ќерка? Како се вика? Леона, ја знаат, браво бе. Здрава и жива, да ти носи само радост и среќа. Фала ви да сте живи и здрави. Ова значи оди директно во Леона. во рацете на Леона. Фала ви многу. Ова е еден од најбавите поклони кои што сме ги добиле до сега за нејзе. Фала ви уште еднашка да сте живи и здрави. И ока иди да ни е жив и здрав. Ходите сега. Знаете ли кој ќе ве пречека таму? Сакате да ви кажам? Мишо. Чичко Мишо? Да. И со него ќе разговараме понатака? Да, Чичко Мишо има доста изненадувања за вас. Јас сега ќе ве предам на Искра. А така? А сега да Искра одиме? Да, Искра ќе одите. А може ја ќе дам за кратко време да ве дзирнам таму. Сакате да дојдам? Обавезно. Па нели ние тргнавме да се дружиме денеска? Ајде, гушкање, сагање и бацување со тетка Дади. Еве, гледате каков амбиент и атмосфера има овдека во дуќанот на Окаиди кој што се наоѓа на плоштад Македонија. Невидена журка, невидена забава, тоа беше тоа што се однесува на овој дел овде, а од овдека, драги гледачи, се селиме во продавницата на Геокс, да видиме што се случува таму. Одиме во Геокс.